Сигурно, оваа мелодија ќе предизвика толку многу носталгични асоциации од младоста на нашите баби и дедовци, која не враќа во времењата кога кадифестиот глас на Никола, авторски Боби, им вдахнуваше душа на преполнетите скопски мејани, офицерскиот дом, домот на градежници. И тогашно, и потоа, кажи зошто ме остави, и гласот на Боби, остануваат запретани сегменти од љубовните воздишки на милион млади од балканските простори. Токму со таа песна, испеана на македонски јазик, се пренесуваше славата на македонската духовност, а незината неповторлива автентичност останува вечна. Почитувани гледачи, пред да ви ја раскажам Боби, за момент ќе се преселиме во прекрасниот Охрид, за да се навратиме на корените на оваа фамилија, а и за детството поминато во овој свет град кој како бисерна школка го привлекува секој љубопитник, патник и намерник. Озгора идат еден млад војвода. Со него носит 7-8 души. На глави клале црни некапчиња. На нив ми пишит смрт или слобода. Право ми тргет горе за Рашаец. Првиот беше Аргир Маринче, вториот беше Андон Озунов, третиот беше Дуле Пармаков, четврти беше Ламбе Берберчето, петиот беше Стефан Куртела, шестиот беше тој Васил Зимба, седмиот беше Јанко Димитриев. Бог да го убие Велјан од Речица, што ги предаде горе во Рашаец. Зборовите автентичен и неповторлив се незаобиколни кога е во прашање јунакот на нашава приказна, а изради неговото потекло во кое не случајно не воведе песната што ја слушнавте. А јунакот спомнат во песната Јанко Димитров е дедо на Никола Автовски од мајчина страна, кој следејќи го револуционерниот повик бил дел од комитската дружина, која со кајчиња од Албанија пренесувале оружје борејќи се за ослободување на Македонија. А пак фактот дека протереј Анастас Автов, дедото на Никола од таткова страна, е погребан во самиот двор на црквата Свети Јован Канео, црква која се наоѓа на едно од најубавите места на брегот на Охридското езеро, само ја заокружува патриотската нишка во семејството Автовски. Трагајќи по автентичните елементи во кои е зародена романтичноста на уметничкото битисување на Никола, дојдовме до интересна приказна. Имено, во 1919 година, охридската убавица Олга била купена со парите од тогаш дојдениот грубетчија од Америка Методија Автов. И на свет донела 5 машки и 1 женско дете. Првенецот во семејството Автовски бил Никола. Токму во куќата на охридскиот американец на ридот над Канео ќе ги мине безгрижните детски денови, впивајќи ги убавините на езерото и неповторливиот хоризонт над него. Во 1952 година ќе се случи една средба која на охридскиот романтик ќе му вдахне творечка енергија која потоа со децении ќе се разлева низ македонските простори. Никола ќе ја запознае грациозната Сонја Кодрич, член на првобитната постава на Танец, чија преубава фотографија со години го красеше холот на Хотел Палас во Охрид, каде што многобројните, како домашни, така и странски гости, се воодушевуваа. И тој семеен уметнички тандем ќе биде незаменлив украс на битолскиот, прилепскиот и штипскиот театар. Кога се формираше првата група театарска во Битола, во 1944 година, зимата, одма после ослободувањето на Битола, тој е веќе член на групата, артистичката група во театарот и одат на турнеја низ Македонија.
Отидовме во театарот, во Битолскиот театар, да гледаме представата Пат околу светот, каде што Боби го играше главниот лик Јованчо. Јас бев толкова одушевена да за цело време, Боже, како можеше така лесно и едноставно да го ликот долови. Освен со глума се занимаваше уште и со режија, а имаше чувство за зборот, беше поборник за поконтинуирано негување на оперетата. Можам да кажам слободно дека тој е зачетник, тој е основоположник на овој жанр, кој подоцна добива нешто по-обемни облици, меѓутоа кој се уште не заживува и не живее кај нас во наша театарска култура. Играл во многу пиеси, меѓу кои од македонскиве во Бегалка, во Парите со Тепувачка, во Антица, во оперетките Три девојки, Мамзел Нитуш. Ја имав таа среќа да го гледам во Мамзел Нитуш. Еден глас, една фигура, една леснотија во пеењето, една леснотија во изговарањето на репликите. Репликите како да му се лизгаа низ јазикот. Комиката кај него, за разлика од многу други актери, не беше површна и банална. Имаше нешто јадро, сочно, топло во неговите интерпретации на комичарски карактери. Мислам дека во Македонија, во тоа време, таков актер ја немаше, доколку имаше некој кој што би можел да му биде равен, тие веќе ги беа зафатиле местата во сите градови низ Македонија, особено во Скопје, во Скопскиот театар. Сакам да кажам дека тоа му посмета во тие времиња да направи кариера и да патува од Битола во Прилепскиот театар. Во Прилепскиот театар игра пак главни улоги како што играл и во Битолскиот театар. Таму е едно време и директор на театарот. Оттаму со една група артисти одат во Штипскиот театар. Во Штипскиот театар тоа кратката пролет, како би рекли, кратката пролет на театарот до Штип. Всушност во Прилеп и во Штип се периоди кога он е таму. Се периоди кои што, ако така можам да кажам, звездените мигови и на двата театра. Во овој период ќе се роди сага, кронисана со временската кажи зашто ме остави. И покрај тоа што во доцните 40 години шлагерот се сметал за декаденција, не може да ги спречат желбите за модерна забава на тогашните млади момци Јово Велјановски, подоцна познат адвокат и тогашен текстописец, и Никола Автовски, кој во тоа време работи како актер во Битолскиот театар. Па на една од забавите во Битола за прв пат ќе испее "Кажи зашто ме остави". Првиот сведоштво практично за Боби Автовски сум го нашол во една емисија во која тој самиот говори, тоа се разбира снимено многу подоцна, веројатно некаде 60-тите години, во кој тој се сеќава на своите почетоци пеачки, каде што вели дека тој и пред доаѓањето, значи во Скопје, и не кажува дека во Скопје дошол во 1952 година на некоја турнеја со Битолскиот театар. Тогаш ги имал првите контакти со луѓето од музичката редакција на Македонско радио. Кажува дека тој практично со пеење почнал да се бави многу порано. Настапал веќе 45-та, 46-та, 47-та година на некакви приредби, на некои други музички настани во Битола. Во Битола имаше 3 радија, 4. И оттаму ние што не меракли по песми, да фаќаме оттаму песми. Боби Автовски дојде во Битола и музичкиот живот го оживи во Битола, заедно со Таќа, тој свиреше гитара. Во тоа време разонодата на младината и на постарите, мислам, беше забавите, игранките, серенадите, немаше други разоноди.
после некоја година од познанство со Боби, ми требаја успешни фаќам неждегерите преку радиостаници. Имам несреќа во Битола што енглезите и американците да дојде и на границата меѓу Лерин и Битола, главе радиостаници и пуштаја песми. И тие и фаќав да имам во репертуарот главне. А за да запамтам песмите, не бев, мислам, образован музички, морав да дадам начин. А начинот ми беше што штом ќе слушнам песмата, таа беше на страна, не беше на македонски јазик, одмам глав некој текст било каков, за да ја запамтам мелодијата. И после во оркестрот, кај се најдевне, ќе формиравме песмата. Ако добро ја слушаме песната, ќе видиме дека текстот е прекрасен. Дека е напишан на литература на македонски јазик и дека многу добро се вклопува со музиката. Иако ја во тогаш имал 16-17 години, бил гимназијалец. Ја дотеравме малце песмата и Боби ја испеј и одма стана популарна. Одма ја засака. Значи тој веќе кога дошол во Скопје веќе имал некакво свое пеачко искуство. После тие контакти што ги направил со луѓето од музичката редакција на Македонско радио, веројатно имал повеќе настапи во живо, бидејќи во тоа време нели се знае дека немало магнетофони. Првите магнетофони се дојдени во 54 година, односно првите снимки датираат од 55 година. Е снимена во студијата на Радио Скопје и тоа е снимена на еден магнетофон кој во тоа време не користел лента, туку челична жица. И снимена е точно на 15 февруари. Снимена е со само еден микрофон и со тој микрофон е сниман и тој и групата која го придружувала, а станува збор за еден квинтет кој го сочинувале Никола Ципушев, познат како Нино Ципушев, потоа неговиот брат Звонко Ципушев кој свирел на удиралки, гитаристот Ацо Васевски кој свирел гитара, потоа Кочо Петровски, нашиот познат хармоникаш, и Слободен Николовски Боде на контрабас. Со неговиот шлагер "Кажи зошто ме остави", во мојата младост тоа беше најубавото и најиграното танго. Не остави трага само во Македонија, па и до ден денес се пее, нели? Него во бившите ју простори ги премина границите од Македонија и веќе сите на македонски ја пее, оригинално. Кога првпут се чу македонски, беше и необично. Чак човек и да се уплаши дали ќе го примат. Дали паметиш во Слано, кога бевме таа година на летовање, седиме еднаш на вечера, ние деца, нели, така заедно вечеравме сите. И одеднаш Чичко Боби имаше оркестар и ние го натеравме да пее. И нормално, таму сите си вечера, жагор. Кога почна Чичко Боби да пее, одеднаш се стиша, штама беше. И после, од кога заврши песната, едно прекрасно ракоплескање, одушевување, и почна луѓето да се прашат кој е сега овој, бидејќи таа песна беше позната ширум Југославија, меѓутоа не претпоставува дека тука е човекот кој што практично ја пее. Знам дека му е организирана турнеја низ Југославија под наслов "Кажи зошто ме остави". Тој во тоа време ги заселил сите славни пејачи во тоа време со својата популарност, па дури еден Иво Робич. Боби прекрасно ја пее таа песна. Подобро звучи неговата верзија отколку оригиналот со Нико Гонарис. Голем концерт од југословенски пејачи во Белград на Ташмајдан. И сега се редат Лола Новаковиќ, сите тие, Ѓорđe Банови и така натаму. Како му дошло ред и доваѓа редот на Боби авторски. И тој пее "Каже зашто ме остави". И почне публиката да урла. Бис, искача пее, па бис, искача пее, се прекинува концерт, овие са и непријатно кој македонецот така толку да... А овие све богови таму. Познати пејачи, невидени, ден денеска се опасни. Да, и така не знам кој пат, 5-6 пат,
Боби облечен во смокинг, или фрак беше, не знам, така нешто, али бил убав концерт. И искачеше на куферче од хартија, од картонско куф, и вака им прави, дека ова е последно, мора да иде куферче. Возот да не го испусти. И станало урневес и така. Многу пејачи, оваа случка му е памтела како зло, што им направил. Тоа беше Боби. Ја мислам, тоа што е Кирил Манчевски за народната музика, тој кадифен глас, тоа беше Боби Автовски во забавната музика. Не дека не можеше да пее или не пееше народна, али неговиот глас е единствен. Бил еден надпросечно музикален човек, имал прекрасен баритон, еден мек, нежен баритон со еден убав тембар, со прекрасна боја, и имал неверојатно истенчен филингс за интерпретација и на мелодијата и на текстовите. Значи, неговата популарност не била воопшто случајно. Иако тоа не била негова главна професија, тој бил пред се актер, но благодарејќи на сите тие своји квалитети, тој направил навистина ретко успешна пеачка кариера. Големите уметници се раѓаат во мали места. Но својот талент, зашто и да станува збор, го покажуваат и го заокружуваат во големите центри во метрополите на својата татковина. Таа неминовност не го одминала ни Никола. И разбирливо било што по блескавите настапи на сцените на Битолскиот, Прилепскиот и Штипскиот театар бил повикан во Скопје, каде што станува член на радиодрамата на Радио Скопје. Имаше таква една несреќна судбина, да е несреќна. Колку е несреќна, толку и среќна, да дојде и во Скопје да биде глумец во Народниот театар, ама приликите во Народниот театар беа такви да му ветија дека ќе го примат, па не го примија, еден период тамо го отпишале од Битола, овде не го запишале и се запослил во телевизијата, во тога се формираше радиодрамата. Кога дојде Крум Стојанов во Скопје, се запознава Никола Автовски и Крум Стојанов и тој когаш повторуваше: не разбирам таков артист, тоа не е артист, тоа е глумчина, вика, тоа е нешто чудеса, да остане овдека и да работи во радио, а можеше, вика, да направи голема кариера во својот живот, работејќи во некој театар. Дојде пред микрофонот, за да имам таа чест со Боби заедно да работиме, да креираме и да се дружиме. Кога Боби дојде, за нас во сите радиодрамата, артистите и режисерите беше со една голем страф и почит. Романтикот од Охрид ќе започне да испишува новата страница од уште една легендарна културна мисија. Беше добар артист пред микрофон, трансформација во ликовите перфектно. Можеше да игра во истата таа радиодрама и Мечка и Зајак. А со таа трансформација на неговиот глас никој да не забележи дека тоа е една и та иста личност, бидејќи имаше моćна трансформација фантастична. 101 приказна. Еднаш гасеницата се вовлекла во дупката на Зајо Бајо, кога тој не бил дома. Се сместила во најоддалеченото темно и топло катче. Се вратило зајачето и видело нечии драги по земјата. Бидејќи не знаело чии се, силно викнало: кој се вовлекол во мојата куќа? Гасеницата одговорила громогласно: јас сум јунак, син на јунакот над јунаците, владетел на земјата, никаде ја нема. Јас сум непобедлив, можам да смачкам носорог и да играм врз грбот на слонот. Почна да делува и артистичката екипа на телевизија и тогаш почна да се прикажуваат многу
серии во кои исто така Никола Автовски го зазема своето место како артист и како творец. Некаде далечната 66-та година ја имав таа привилегија тој да ми биде партнер во првата серија за деца, која што македонската телевизија, како телевизија Скопје, ја емитуваше 2,5 години на програмата на Југословенската радиотелевизија. Ние направивме околу 42 телевизиски емисии, наша крстословка, ги водевме, во исто време пеевме некои песнички за деца и Чичко Боби, како што јас го викав во тоа време, а заедно со мене отпеа можеби тој 100 песнички, а јас заедно со другите детски телевизиски емисии околу 300. Ретко кој актер, познат актер и да кажеме и исполнувач на забавна музика, како што беше Чичко Боби, денеска, во денешно време, одвојува простор и креативни моменти за да отпее и да сработи нешто за нашите деца. Детенце спи, древни си древ. Изла спи, 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 спи. Сони си ти најсретни дни. Расти си ти, ти, ти. Заспи ми детко сјај. Најорган звезди без крај. Неговата кажи зашто ме остави. Речи си целосно го покрива човечкиот лик на овој сестрен уметник. Надвор од големата јавна сцена ќе останат неговата неповторлива шеговиност и детска благодарност. Зашто и да станува збор, каде и да се наоѓа. Кога заврши фестивалот, Боби рече: сега јас ве носам дома кај мене на ручек. И не однесе во Канео, во една прекрасна стара куќа, в дворот наместен со масите бели чаршави, а погледот езерото како да го гледаш на дланка. Ручекот, онаков како што Охрид може да приреди, беше со риблета чорба, па пастрмката печена или на скара со сите мезиња и долга марула со лисја, од која што требаше да се мацка во сол, оцет и зејтин. Од кога тој убав ручек и дружба заврши, Боби со неговиот брат Стеве, меѓу нив мајката, како рекоe да пеат. То беше едно такво складно пеење, мајката со еден таков прекрасен глас, а синовите ја пратеа, да таа слика никогаш во животот нема да ја заборавам. Мислам дека Боби, што го има гласот за пеење, го има наследен од неговата мајка. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го градна, сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Моите дни знај тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти пак ке си, се ти проштавам драга. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави.
zaboravi, beše so mene ti. Mojte dni znaj tažni se, večno me mači taga. Moja ljubov ti pak ke si, se ti proštavam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga. Deka srekna zaboravi, beše so mene ti. Mojte dni znaj tažni se, večno me mači taga. Moja ljubov ti pak ke si, se ti proštavam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga. Deka srekna zaboravi, beše so mene ti. Мојата прва средба со мојот сопруг автовски Никола, Боби, надимак, беше овде во Скопје. Дојде тој од Битолски театар со Ацо Стефановски да ме ангажират као учесник во оперетата. Јас прихватив и отидов за Битола. Таму го спремавме тој проект, меѓутоа мене ме опчини просто неговиот манир, неговите манири, неговите движења, неговата љубезност као човек, као актер. Имаше едно плаво, едно зелено око. И тој ми беше невероватно, значи драг и мил. Се роди нашата љубов. Од таја љубов имам два сина. Еден Методија, другиот Александар. Али, нажалост, многу млад почина. Беше неверојатно добар као сопруг, као татко, као домакин. Голем круг на пријатели имаше. Со секого беше добар. Тој не знаеш нешто лошо да направи, некого да навреди или нешто. Тоа ни случајно. Го памтат као добар артист, као добар човек и добар шеговиец, боемчина и сите квалитети, што мајка ретко раѓа таков син. Тој и ден денеска е во сеќавање на сите оние што го познавава и ден денеска се сеќават на него. Беше многу реален и објективен. Тоа ми беше единствен човек кој што му се обраќав со чичко. Бидејќи беше многу крупен, за мене тоа беше импозантна личност, бидејќи висок и крупен и делуваше така доста јако. Беше стабилна личност, едноставно да даде и добар совет и добра креација. Во животот на секој човек, особено во преминотот момче, нели, од дете кон момче па кон возрасен човек, има неколку личности кои на некој начин ја одредуваат неговата животна филозофија понатаму. Мислам дека за голем дел од нас Боби беше еден од тие. Боби со они толку топло едноставно се однесуваше да они го чувствуваа најмногу од сите нас. Не учеше што е тоа живот, како да се црпи со сите дамари животот. Ама буквално да се користи секој миг од животот. За неговата величина беше многу скромен и едноставен човек. Беше шармантен човек, што можеше со секој да се дружи со секој, со млади и со стари. Беше чудов човек беше.
имаше способност да се снаоѓа било каде да го оставите. Значи, предпоставувам, во потполно непознато друштво да го оставите, после 5 минути ќе се вратите, тој е пријател со сите. Се сеќавам на еден случај, не знам дали ти го паметиш тој, кога се одржуваше Охридскиот маратон. И тука дојде некој шејк во целата, нели, со она негова традиционална облека, седна да вечерат на терасата во Синдикален. И одеднаш се појавува втор таков шејк, буквално намачкан со темно, со чаршав преку него, со турбан на главата. И овој беше изненаден. Доаѓа Боби кај него и почнува да му зборува нешто. На арапски, буквално. И јас од страна сметам, они потполно се разбира. Потоа му објаснија што е работата и така тој беше толку задоволен и едноставно изненаден од неговата досетливост, ете, на некој начин. Имаше еден прекрасен шарм, еден прекрасен флуид со публиката на концертот, затоа што измеѓу интерпретаторите, нивните настапи, он имаше често пати некои досетки од секојдневието, да каже, кои беа пропратени со многу големи аплаузи, затоа што беше тоа чисто од она некој што му се случувало на сцената на театарот или со своите колеги, и плюс многу досетки или шали, а уште посимпатично беше и попријатно кога он ќе запееше на сцената. Значи, Боби Автовски бил навистина еден од ретките боеми во тоа време во Македонија и кој бил посакуван и како друштво, и како пеач, и како актер, веројатно. Во тие мои истражување на периодот на тие почетоци на македонската забавна музика, открив дека Боби Автовски, барем толку јас можев да откриам, може би постојат уште повеќе, открив дека тој направил 12 снимки. И јас се чудам како само таа мелодија луѓето ја паметат. Во овој нокен час, колку сум среќен јас, зашто ми кажа љубов си ми ти. Калу, сите долги пеат безкрајната ши. Ах, збогум Аргентина и ти, мучачо мала, за се ти благодарам што подари ми ти. Знај, таја љубов силна и прегратка милна ке биде спомен вечен во овој живот мој. За тебе солзи лејам и тажни песни пејам, за љубовта што гори по тебе, мила, знам. О мама, 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 о мама, 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 кај тебе, кај мојот роден крај. Дали има кој не чу о песна за нашето сино и убаво море? Мањана твоите страстни очи светат како жар, и милна тогај си за секој бил твој млади стар. Јас како дете го паметам со љубов ти сладок сон,
заедно ја интерпретираа на Радио Скопје со Љупка Постолова. Љубов сладок сон, ах, љубов нежен тон, да знаеш колку среќен сега сум. Со тебе живот знај, е љубов како рај, и среќа лееш в наши срца ти. Ах, драга, знај, и овој час сум среќен пак ја. И љубовта со тебе е волшебен убав сон. Со тебе живот знај, е убав како рај, и среќа лееш в наши срца ти. Јас сум Никола Автовски Боби, еден од двајцата внуци на дедо ми Никола Автовски, кој за жал ја немав таа среќа да растам со него и да ги слушам неговите истории на приказна, но сепак сум горд што го носам неговото име. Се сеќавам уште од возраст, кај мене дома се пушташе "Кажи зошто ме остави". Јас сум ја пеела без да ги разберам зборовите, а кога подпораснав и кога сватив дека пејачот всушност ми е дедо, бев пресрекна што сум негова внука. Од генот на дедо ми Никола сум наследил јас, но тешко некој од фамилијата Автовски да ја достигне неговата слава, особено не на начинот на кој што живеел, стекнувајќи се со титулата неповторлив скопски и македонски уметник. Почитувани гледачи, искрено се надевам дека изминатите минути успеавме да ви го доловиме ликот и делото на Никола Автовски Боби, некогашен актер, ентузијаст на битолскиот, штипскиот и прилепскиот театар. Човекот кој по театарските представи собирал аплаузи, еден од најмаркантните раскажувачи на 101 приказна, интерпретатор на легендарната "Кажи зошто ме остави", роден охриѓанец, натурализиран скопјанец, уметник и боем на македонската забавна естрада. Убеден сум и чувствувам дека ова пофално слово длабоко ја исполнува нашата душа и дека со тоа правиме една благородна мисија во интерес на македонската забавна песна и за едните генерации. Сакам да укажам дека ние многу брзо забораваме на нашите вредности, дека мислиме дека се почнува од нас. Ако така мислат млади, нека продолжат, но мислам дека не е така, затоа што е потребен и неопходен еден континуитет, бидејќи почетоците треба да ги бараме во минатото през 100, 200, 300 година, не од денес. Останаа неговите снимки да сведочат за неговото дело. Би сакал да кажам дека е не само штета за македонското глумиште што тој не дојде до врвот на својата кариера, туку е штета и за нашата театарска кауза, за нашата театарска дејност. Во нашата историја, во забавната музика, ќе остане како прв пеач од забавната музика кој успеал да направи кариера и надвор од Македонија. Неговата мелодија "Кажи зошто ме остави" е можеби нештото највредно заради кое што Никола Автовски Боби се спомнува и постои меѓу нас. Значи, во животот човек треба да направи само една работа, добра, за да остане да живее со неа меѓу нас. Кога почина Никола Автовски Боби, јас не знам, затоа што постојано мислам дека е присутен. Едноставно, времињата тука не постојат, затоа што постои делото. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли
li sreća mi otkradna, srce to tigo gradna, sega znajde ka se kade, li kod ko gledam tvoj. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubov ti pak ke si, se ti proštavam draga, kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srekna zaboravi, beše so mene ti. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubov ti pak ke si, se ti proštavam draga, kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srekna zaboravi, beše so mene ti. Te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubov ti pak ke si, se ti proštavam draga, kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srekna zaboravi, beše so mene ti. Кој од нас барем за миг не посакал да биде крал, да биде владетел, да биде меѓу звездите? Моќно, многу моќно било чувството 4000 години наназад да бидете дел од магијата и мистиката на оваа света планина, каде и камењата имаат душа. На локалитетот е лоцирана централната позиција за наблюдување на небесните тела, како и постоењето на 7 маркери изработени во вертикалните стени, со кои се означувале местата на изгревање на сонцето и месечината. Ова се камени седишта наречени тронови, исклесени од карпа, поставени во правец од север-југ. На овој начин, доколку сте седнат на ова и само на ова место, вас и само вас ве осветлува првиот утрински сончев зрак. И вие, само вие сте во онаа непосредна врска со Бога. Во 2005 година, НАСА го стави Кокино на 4-то место на листата со најстари и најважни астрономски обсерватории во светот. Првите наоди биле добиени во 2001 година, кога е откриена населба од бронзениот период. Населба која според својот изглед и димензии се разликувала од слични вакви археолошки населби. Уште на самиот почеток, нешто со ова парче земја не му давало мир на откривачот. Обсерваторијата е стара 4000 години и преку нејзе може да се одредат 4 главни позиции на месечината и 3 главни позиции на сонцето во текот на една година. Ова е света планина и секое приближување кон неа буди чувство на почит. 4000 години
побиваат 4000 говорници за нашето непостоење. Мистичноста на овој простор ве води во размислување за едно место на кое еден народ живее со генерации. Во оваа моја чудесна земја, мигот тешко се повторува.